Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Гостин во неа Владимир Бангиевски, извршен директор на партијата Македонски концепт, која што е дел од владеачката коалиција. Бангиевски, добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер и ви благодарам за поканата. Така, изборите помина и гледам се Македонски концепт на социјалните мрежи и вака во медиумските настапи лиферува нови проекти кои што ги заговара како партија, како дел, како што реков, од власта, и сметате дека сега е баш најдоброто време да се спроведат овие реформи кога власта практично ја има како на сите три нивоа, локална, централна, па дури и со претседателот на државата. Да, локалните избори помина, сега е време за работа, за реализација на ветеното пред граѓаните на ниво на централна власт и на ниво на локална власт. Македонски концепт, како политичка партија и како дел од владината коалиција, цврсто стои зад определбата дека е веќе дојдено времето да се спроведат длабоки, суштински реформи за подобар и поквалитетен живот на граѓаните. Така. Нудите и некои проекти, нудите некои решенија, како вие гледате и сметате дека одредени сектори треба да бидат решени. Одите со она за граѓански устав, во државата треба да е уредена со председателски модел, а уставното уредување да биде, нели, управување република. Така, со председателски модел на управување. Македонски концепт како модерна политичка партија ја лансираше идејата, уникатна идеја, за тоа Македонија да добие граѓански устав. Што тоа значи? Накратко. Пред неколку дена го обележавме донесувањето на првиот устав на самостојна Македонија, 17 ноември 1991 година, значи веќе помина 34 години од донесувањето на првиот устав на самостојна Македонија. Низ времето и низ сите политички премрежија низ кои што помина земјава, тој е многу пати менуван со веќе 30, односно 30 уставни амандмани, и ние сметаме дека се созреани условите за донесување на граѓански устав. Тоа конкретно... Само една мала идеја. Дали оваа идеја дојде особено или се засили, или ве натера еве јавно, и не знам, и да ја превземете како, и да ја разработите како ваша идеја, како ваш предлог, побарањето на бугарите за влез во уставот, да бидат впишани во уставот, или предходно? Тоа плюс. Тоа е аргумент плюс. Зошто на Македонија е потребно донесување на граѓански устав. Значи, причините се внатрешно политички и надворешно политички. Ке напоминам некои. Да, повелете. Да. Значи, со граѓанскиот устав, тежиштето, акцентот поминува од етничкото, односно националното, кон граѓанското, односно државната припадност. Што се добива со тоа? На надворешно политички план, тоа е начин на затворање на проблемот со преговорите со Европската Унија. Бидејќи ќе се бришат сите оние обележја кои што значат етничка, односно национална припадност. И веднаш да кажам, никој ништо не губи во смисла на својата национална, односно етничка припадност. Ние македонците ќе останеме македонци, албанците албанци, турците турци и така натака. Но, сегашната преамбула на уставот ги набројува етничките заедници, поголемите етнички заедници, и додава и други националности. И сега
бугарите се индиректно внесени во уставот преку формулацијата и други. Меѓутоа, видете, преамбулата на уставот не може да биде табела на набројување на тоа кои се националности, односно етнички заедници постојат во земјава. Така би оделе до безкрај, а би имале и номотехнички проблем, би имале и синтаксички проблем. Номотехнички од аспекта почитување на правилата на номотехниката, препишување на правните акти, и семантички во смисла на склопување на реченици кои што ќе бидат разбирливи. Но како и да е, бидејќи сега постои проблем, тој може да се надмине на начин што ќе се префрли тежиштето, повторно ќе кажам, од етнонационалното на граѓанското, односно на припадноста кон републиката, односно кон државата, кое што се изразува преку државјанството на граѓанинот. Вториот Тогаш во преамбулата што би стоело? во преамбулата Сигурно дека би се видоизменила, така нема да биде како сега. Така. Прво, преамбулата е свечен и воведен дел На уставот, така. на уставот. Таа секако ќе се видоизмени во насока на почитување на граѓанскиот концепт на државата и на донесување на граѓански устав. Конкретно како би изгледало е прашање на договор помеѓу субјектите Така. кои што би го донеле Варијации има, сигурно би имало. устав, варијации секако дека има. Значи како конкретно ќе изгледа таа преамбула во новиот граѓански устав е Да сме појасни за граѓаните, значи нема да бидат наредени како сега, нели, дел од ова македонски народ, па делови од останатите народи, албанската заедница, турскиот, нели, дел од турскиот народ, дел од српскиот народ и така натаму. Уставотворецот и тогаш кога пошол кон набројување, тргнал од тоа кои се најголемите заедници. Сите оние помалите ги ставил под формулацијата и други националности. И сега, кон барањето на бугарите за експлицитно внесување во преамбулата на уставот, може да се појави проблем и во однос на другите помали етнички заедници. Пред неколку дена е формирана партијата на хрватите. Можат и тие да го постават истото барање. Хрватска е членка на Европската унија. И така би влегле во еден... Тие и не имаат признаено, мислам, како... Така е. И така би влегле во еден магичен круг. Со донесување на граѓанскиот устав, каде што ќе се помести акцентот, односно тежиштето, тој проблем ќе стане безсмислен, односно би се надминал и Македонија конечно би можела да ги продолжи, односно да го отвори првиот кластер во преговорите со Европската унија. Така внатре да влезат бугарите, меѓутоа не на начин, нема нивното влегување да биде опишано или нели во преамбулата назначено како што е сега. Така? Да. Тогаш преамбулата би имала сосема друга дефиниција би значила. И само да кажам уште една внатрешна придобивка. Конечно би се релаксирале меѓу националните, односно меѓу етничките односи, бидејќи повеќе националното прашање нема да биде критериум, например, за вработување, за упис на факултет и така натака, туку ќе се ослободи простор за тоа квалитетот, критериумите да дојдат на површина. Стручност, професионалност, компетентност. Така. Повеќето во оваа ваша идеја гледаат една напредна идеја и она како што во иднината Македонија и македонското општество треба да наликува, меѓутоа повеќето сметат дека треба да биде етничкиот предзнак и натаму дел од преамбулата на уставот. Оваа идеја сте ја разговарале ли со ВМРО ДПМН? Да, во контакти со ВМРО ДПМН е и со другите, да речеме, партии од владеачката коалиција, разговарана
разговара на идејата. Кој е нивното расположение, да речеме, за отворање на оваа тема? Се надеваме дека во текот на разговорите или преговорите ќе наидеме на позитивен став. Се уште ставовите не се искристализирани на начин што би пошол процесот на донесување на нов граѓански устав, но се надеваме дека ќе наидеме на слух и на разбирање за ова наше барање, односно за оваа наша идеја. Дали сте зборувале со уставни експерти, еве да речеме, со луѓе од Фелат? Секако, македонски концепт Вие сте и правник практично по... Да, македонски концепт е отворена политичка партија. И секоја сугестија од страна на експерти од областа на уставното право, политичкиот систем се добредојдени и неформални разговори се направени со одредени авторитети од областа на уставното право и политичкиот систем и повторно ќе кажам, се надеваме дека ќе излеземе со кристализирани ставови кои што ќе значат почеток на тој процес на донесување на граѓански устав. Сигурно сте го мереле и пулсот по односно ова прашање и кај етничките заедници тука, кај албанците, најголемата етничка заедница, па натаму сите останати турци, власи, роми. Видете, постои страв. И лично сметам дека тој страв произлегува од недоволно да не изгуба дел од себе, веројатно е тој страв. Недоволно јасниот концепт кој што го имаат во врска со граѓанскиот устав. Јас кажав на почетокот. Граѓанскиот устав не значи губење. Апсолутно не. На било какво национално право. Националниот идентитет е еден од идентитетите на граѓанинот. Но тој идентитет не смее да биде пречка за напредок на земјата, ниту пак да биде пречка која што ќе значи стручност, компетентност и излегување на површина на квалитетот на граѓанинот. Има стремување кај дел од македонците, кај македонскиот народ, велат дека тогаш македонците и македонскиот народ би биле сведени како на заедница како сите останати, затоа што нема нити неговиот аспект да биде апострофиран. Сте ги слушнале веројатно и тие коментари, да. Значи во сегашнава ситуација на негација, дополнителен страв представува идејата за затоа велам нема само кај албанците, кај турците, кај македонците, да, затоа. Ако добро се разработи идејата за граѓански устав до детали во соработка со експерти, политичари, економисти, социолози и така натака, ќе се види дека, како што кажав на почетокот, никој ништо не губи, туку напротив добива. Ќе добие во предност стручноста, професионалноста, квалитетот и граѓанинот како рамноправен субјект со сите права и обврски кои што произлегуваат од уставот и кои што ќе произлезат подоцна од законите. Така, велите со претседателски модел на управување. Да. Што значи тоа? Значи тоа Ние сме сега парламентарна демократија, така. Тоа значи реорганизација на политичкиот систем по примерот на Соединетите Американски држави, односно воведување на претседателски систем. Тоа ќе значи рационализација на извршната власт и избегнување на дуализам. Знаете и сами, граѓаните можеби знаат, можеби да не знаат, значи во ситуација кога имате претседателски систем на владење, тоа е систем на строга поделба на власта. Не постои тежа и против тежа, односно check and balance. Во таков систем, претседателот на Републиката би имал мал кабинет од, да речеме, 10 министри, со кои ќе раководи извршната власт и би се рационализирал и евентуално би се поминало на создавање и изголемување на така наречените регулаторни тела. Како тела кои што професионално, стручно би ја воделе областа
за кое што се основани. Така. Дали ова идеја ја црпевте од некаде помалку за граѓански устав или е чисто оригинална идеја на македонски концепт? Оригинална идејата на македонски концепт. Лидерот на партијата ја промовира секаде каде што дозволува просторот и времето, и партијата како македонски концепт стои целосно зад идејата за донесување на граѓански устав. Повторно ќе кажам, сметаме дека општествените услови се созреани после 34 години и сите уставни амандмани донесени подоцна, после донесувањето на уставот, да се премине кон донесување на нов граѓански устав. Дали ова ваше барање ќе биде услов за останување во владеачката коалиција или нема да го поставите на такво рамниште? Не. Значи категорички не. Тоа е идеја, тоа е проект кој што го промовираме, го лансираме и даваме аргументи зашто е тоа добро за Република Македонија. Така. На почетокот некаде сега ќе ве вратам на почетокот на вашите одговори кога рековте дека ова ќе биде и добро решение за проблемите со Европската унија што ги имаме. Во кој контекст, ако се сеќавате? Условот за отпочнување на преговорите сега, или така наречениот француски предлог, односно модел, е експлицитно внесување на бугарите во уставот. Како услов, нели, за таа како услов да се конференција, така. Да се започне преговорите, да се започне со преговори со Европската унија. Македонски концепт е цврсто определена за ЕУ интеграција. Ние на шала велиме дека сме ЕУ фундаменталисти. Но за Република Македонија мора да важат истите критериуми кои што важеле за сите други членки кои што подоцна влегле во Европската унија, а тоа се Копенхашките критериуми. И со граѓанскиот устав би се избегнала билатеризација на прашањата за исполнување на критериумите за пристапување кон Европската унија. Сметаме дека проблемот со Бугарија е билатерално прашање. Не постои таков услов, односно таков критериум во рамките на Копенхашките критериуми за пристапување и не бараме ништо друго. Туку да важат истите услови кои што важат за другите земји, да важат и за нас. При пристапување кон Европската унија. Но Банкиевски гледаме дека Европската унија досега не се откажува од тоа свое барање за за уставните измени да се спроведат. Тоа впрочем беше кажано и од европските представници во Брисел и овде во Македонија. Кога беше сега нели извештајот за напредокот на земјата, кога беше пласиран? Па добро. Како може тоа да се избегне? Може ли воопшто да зборуваме дека е можно избегнување на таа обврска? Видете, значи, мислам дека во рамките на владината коалиција неколку пати е кажано дека ние мора да влеземе на достоинствен начин. На достоинствен начин во Европската унија, никако понижени, што значи дека модус вивенди, односно некаков договор, може да се постигне ако се сака. Ако се сака. Се зборува во последно време, барем слушам преку медиумите, дека и начинот на гласање ќе се промени во рамките на Европската унија, но да видиме како понатака ќе течат работите, односно преговорите. Но знаете дека тие дискусии за промена на начинот на гласање во Европската унија траат со децении, не знам зошто има делов дека нешто очекува дека тоа баш сега ќе се случи. Наскоро, да речеме, да се промени системот на гласање, па и ние тука да ја гледаме својата шанса. Видете, се барат опции да се надмине проблемот. Преку билатерален диалог со Република Бугарија, преку диалог со Европската унија, кој ќе биде, односно кое ќе биде крајното решение за отпочнување на преговорите, останува да видиме, но во секој случај стоиме на ставот. И мислам дека тоа е коалиционен став. Дека не смееме да одиме
односно да влеземе обезличени, односно понижени во Европската Унија. На тој начин не сме добиле ништо. Што според македонски концепт е обезличување, да речеме? Што, ако се прифати, што? Видете, сега ми паѓа на памет ставот дека прво, барање за промена на устав значи директно мешање во внатрешните прашања, односно работи на една земја, што е кршење на принципите на меѓународното право и меѓународните односи. Но Бидејќи не е ништо друго. власта пред Не е ништо друго, не туку- прифатила и они сега подсетуваат европјаните Не е- дека се презеле такви обврски. Не е ништо друго, Разбирате, туку како преземена диктат, обврска, така туку- пристапуваат кон неа. туку диктат. Диктат. Што да пишете вие во уставот? Ако некој од страна ви кажува, ви диктира што да пишете во уставот, тоа е само по себе мешање во внатрешните. Ама вие работи сега и велите дека прашања. индиректно со тоа и Ако- други во уставот ако во се преамбулата дозволи, и бугарите се внатре, да Збора речеме. на тоа, Да. не постојат никакви гаранции. Не постојат. Дека ова ќе биде последно и единствено барање од страна на Република Бугарија. Не постојат. Што значи дека ако и сега прифатиме, тогаш ќе отвориме онаја пандорина кутија на можност да се бараат и други работи, за да можеме да продолжиме кон ЕУ пристапувањето, ревизија на историјата. Па тоа веќе се прави на некој начин И во така историската, натака, и нели, така во натака. мешовитата комисија, македонско-бугарска комисија за европски програми. Згора на тоа, во однос на правата на бугарското малцинство, не постои, барем според моите информации, ниту една институционална пријава пред некоја институција дека некој припадник на бугарското малцинство во Македонија, според последниот попис, ако не се лажам, беа околу 3000 и нешто. Така, 3400 Ете така. 60, да. Според моите информации и сознанија, не постои ниту една пријава пред ниту една институција дека на некој граѓанин на Република Македонија му е ускратено, загрозено или укинато некое право или е дискриминиран само затоа што е етнички бугари. Барем јас таков пример не знам. Внимавајте, од друга страна, внесувањето на бугарското малцинство во уставот може да продолжи со барање и за други уставни измени. Затоа што се сомневам дека е само прашањето за експлицитното внесување, единственото прашање кое што ќе се затвори. Тоа може да отвори и други Сметате прашања. дека тоа ќе повлече и други прашања, Да. или сето она што нели сите ние го уживаме како граѓани на оваа држава согласно нели уставот, така и тие Јас утре ќе други ќе кажам, си ги не бараат постои, сите барем јас не права. знам. Така. Барем јас не знам. Пример кај што нечие право е загрозено, укинато или повредено само затоа што некој како граѓанин се изјаснува дека е етнички бугари. Банкиевски, извештајот за реформите го слушнавме, доста се анализираше, се коментираше овој период. Деновиве председателката на државата рече дека сега не е време за реформи од тој тип, нели, на патот кон Европската Унија, затоа што Европа, ја парафразирам, значи не ја цитирам, ја парафразирам дека Европа се повеќе зборува за војна, се прават такви подготовки, времето не е адекватно и погодно за тоа во овој период. Дали македонски концепт го застапува тоа мислење или ние, независно од тоа што се случува, ние треба да се реформираме внатре. Нас, впрочем, не ни пречи ни Европската Унија, нити ова недонесување на уставните измени за ние некои области да подобриме, каде што реално имаме проблем. Ако зборуваме за реформи во судството, Еве, би за таму нека биде како пример. Да. ако зборуваме за реформи во судството години наназад е најслабата карика.
Значи доволен е само фактот што има 2% доверба. Значи каде се 100, каде се 2. Македонски концепт е за длабоки и суштински реформи, но реформи во насока на зајакнување на интегритетот на судиите. И тука настапуваме со една исто така би рекол уникатна идеја. А тоа е мандатно ограничување на мандатот на судијата. Да не биде доживотен. Сега, ако еднаш ве изберат, вие можете до пензија да останете на тоа работно место. И повеќе од пензија, да. И повеќе од пензија. Туку напротив, судската функција да биде мандатна, а граѓаните да имаат шанса да ги бираат, судиите. На тој начин сметаме дека ќе се добие на квалитет, односно на професионалност и на одговорност. Во тој случај судскиот совет, која би му била улогата на судскиот совет, или сметате дека не треба да постои такво тело? Сегашниот начин на избор на суди, порано собранието ги бираше, па јавноста имаше некаков увид во тоа кој е избран за судија. Значи можевте на телевизија да видите директно како пратениците ги бираат судиите. Сега таква можност не постои, бидејќи ги бира судскиот совет. Значи процесот од самиот старт е затворен. Со бирањето на судиите, со мандатирањето на нивната положба, нивната позиција, би се добила јасна слика, јасна представа кој заслужува да биде на тоа работно место, кој не заслужува. Ова е една од идеите на македонски концепт за подобрување на работата на судството. И за владењето на правото. И за владењето на правото. Иако лично сметам дека не треба се да се сведе само на промена на законите. Бидејќи ние промени и во изминатиот период правевме. Туку мора да се стави акценти на менаџирањето на работата на судовите. Така, околу средствата и финансиите, нели, што ги добиваат. Бангевски, немаме многу време, но секако дека има уште теми што да се зборуваат и за некоја наредна прилика. Само сакав да ви кажам дека да ве прашам околу ова дека барате прецизна сегрегација на системот, намалување на бројот на ресорите во владата, намалување на бројот на државните институции, сте наброиле некаде дека сега постојат 1371 и сметате дека 300 би можеле од одма вака да се избришат и да може потполно да се функционира и без нив. Да, значи основа е моделот. Да. И само да напоменам дека владата оваа година го донесе новиот закон за административни службеници. И таму веќе нешто се направи. Да речеме во делот на звањата. Се укина 2 референтски звања и се укина едно стручно соработничко звање. И тоа е добро како почеток, но недоволно. Значи, проблемот мора да се реши од главата, за ние да добиеме мала, ефикасна, стручна, односно компетентна администрација, која што ќе биде поевтина и која што ќе биде сервисно настроена кон граѓаните. И велите како десно ориентирана и партија и коалиција, нели, на која што припаѓате, или сте дел од неа, не припаѓате, односно сте дел од неа, дека треба помали финансии да има или помало расфрлување во тој домен, нели, директори, нивни заменици, министри, се тоа треба да се укине во тој дел. Видете, кога се зборува за финансии, обично одма се фаќаме за платите. Не само за платите, и другите, нели, права по тој основ што им припаѓаат на вработените. Финансиите не се само платите. Еве ќе ви дадам едноставен пример. Финансиите значи купување на хартија, тонери,
канцелариски материјал, автомобили, бензини, така натака. Така, луѓе за логистика и сето А тоа од друга страна, граѓаните не добиваат тоа што очекуваат од државната администрација. И сега како адвокат еве ќе ви кажам, иако не сум во тоа својство, Така, во емисијата, дека да речеме една одлука на некој административен службеник е со толку низок квалитет да вие не знаете ни што е одлучено за вас како граѓанин кој што сте побарале некое право, ниту пак од образложението можете да видите зошто така е одлучено. Тоа мора да се промени и коригира. И тоа ќе се направи со јак систем на надзор, но и со создавање на мала, ефикасна, професионална државна администрација. Сервисно ориентирана кон граѓанинот. Така. Бангевски, тука некаде е крајот на денешното издание на Аргумент. Благодарам што ни гостувавте, благодарам што ги споделивте овие идеи со јавноста. Претпоставам сте ги споделиле и со владеачката коалиција, со предводникот на таа коалиција ВМРО-ДПМН и верувам дека ќе наидете барем во еден дел од овие ваши предлози и да бидат прифатени. Благодарам. Така. И благодарност за нашите почитувани гледачи. Довидување.